Владата го усвои предлог ребалансот на буџетот за 2021 година. Министерот за земјоделство вели дека како ресорно министерство се задоволни од средствата кои што се издвоени за да може да се исплатат сите останати субвенции, но и нови мерки што се предвидени во програмата. Ова го изјави министерот за земјоделство Ријанит Хоџа. Предлог ребаланс на буџетот за 2021 година, значи веќе се усвои во владата и реално ние за делот на земјоделството и руралниот развој сме издвоиле огромни средства за да можат да се исплатат сите останати субвенции, но и нови мерки што се предвидени во самата програма. Како директни плаќања дополнителни средства се додадени во делот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој околу 3 милијарди денари, а дополнителни над 500 милиона се додадени во делот на рурален развој. Со ова покажуваме уште еднаш нашата заложба дека навистина земјоделството, руралниот развој ни се примарни, приоритетни и за владата, и за министерството, и за цела држава и очекуваме дека резултатите од овие мерки што се преземат, односно после ребалансот на буџетот, ќе донесат и дополнителни успеси во делот на самиот сектор, односно на земјоделството и руралниот развој. Инаку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати околу 51 милион денари на сметките на 2332 индивидуални земјоделци. Парите се исплатени за мерката дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиско и инвалидско осигурување.